Почитувани, добар ден. Денес сме веќе петок, завршуваме со уште една работна недела, но секако Црвена линија во овој момент започнува со уште една дискусија во која што како и секогаш сте добре дојдени да се вклучите. А ево и за што ќе зборуваме. Здравјето и животот на луѓето е нешто што нема цена и не смее да се игнорира. Сите имаат право на лек, а во Министерството за здравство имаат обврска да го обезбедат. Диабетес тип 1 не се лекува, но може да се стави под контрола, а за тоа се потребни пумпи, сетови за пумпи, сензори и глукомери. За жал, 700 пациенти со ова хронично заболување, претежно деца, тинејџери и адолесценти, се соочуваат со сериозен проблем. Од Министерството за здравство признаваа дека набавката доцни, но посочија дека за тоа се виновни нивните претходници. Асоциација за цистична фиброза долго протестираше да им се овозможи современа модуларна терапија, трикафта, што ќе им го продолжува животот. Дали протестите се единствен начин на кој болните треба да дојдат до лекот? Тоа е она што секако ќе ве прашаме, а имаме и уште повеќе прашања. Дали луѓето со диабетес се оставени 7 месеци без ленти за инсулин и терапија? Тоа секако ќе можеме повеќе да дознаеме вечера во 19 часот со оглед на тоа што беше најавено дека ќе излегуваат на протест. Значи, во Црвена линија да повториме, здравјето на луѓето нема цена, ама нема ни лекови. Од Министерството за здравство велат дека за доцнењето на набавката биле виновни нивните претходници. Прашуваме до кога вака? Дали протестите и СМС пораките се единствениот начин да дојдеме до лек? Секако имаме прашање на Инстаграм стори анкета, тука задолжително ќе побарам од сите вас да не заследите на Инстаграм и веќе да бидете дел од Инстаграмџе кои што активно одговараат на денешното прашање, тоа дали на пратениците во собранието платата треба да им се одредува според тоа колку СМС пораки примиле од граѓаните. Имате две опции за одговор, да и не, зависно тоа кој е вашиот одговор, кликнете на опцијата, а резултатите ќе ги соопштам секако по рекламите, како што впрочем и постојано тоа го правиме. Меѓу другото ќе ве потсетам дека дискусијата покрај во живо во Црвена линија можете да ја водите со коментари, лајкнување и шернување и на Facebook Црвена линија профилот, на Твитер и секако на профилот на Телма телевизија. А за да се вклучите во Црвена линија, патот е едноставен, се знае 023070005. 5 линии се активни и секако задолжително правило. Техничко и единствено е да се намали тонот на телевизорот со вклучувањето во програма. Така ќе се избегнат оние ехо ефекти, чувство дека некој друг ви зборува на вашата линија, неможност да ме слушнете мене, да имате чувство дека никој вас не ве слуша и така натаму. Поради тоа бараме се разбира да го намалите тонот на телевизорот. А особено ќе сакаме да бидат вклучени во Црвена линија оние кои што директно се засегнати со овој проблем. Да ни откриете со што се соочувате низ вашето секојдневие и како успевате да дојдете до лек. Како и да е, тоа е она што денес се зборуваме со вас и ако веќе го имаме и првиот гледач, време е Црвена линија да започне. Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија. Ние немаме таков проблем. Жал ми е што луѓето чекаат такви што има таков проблем и што државата не обрнува внимание, ама би можело да обрни внимание и за овие со Алцхаймер, зашто сите лекарства за Алцхаймер си ги купуваме на приватно. Ништо нема донесено за Алцхаймеровата, а луѓето се почесто и почесто ги има во државата. Во околината наша сите ги има. А во што ја гледате еве причината да не можеме еве во 21 век 2023 да се обезбедат лековите кои што се потребни за хронично болните? Па во владата, во нашите управители кои што најмалку мислат за луѓето, макар што и во нивната средина ги има таквите болни. Треба малку повеќе да се обрне внимание. Ајде, зошто сметате, зошто не обрнуваат доволно внимание? Зошто тоа е ставено? Немаат време. Повеќе мислат за себе отколку за народ.
Факт е дека со времето се борат хронично болните со оглед на тоа што животот им зависи од овие лекови. И тие покрајни што ги чуваат тие луѓе, ниту отвараат домови или болници кај што треба. Сега ние сме засегнати посебно за Алцхаймерот. Така, благодарам многу еве за вашето вклучување во Црвена линија со оглед на тоа што бевте и првата гледачка во оваа денешна дискусија. Еве се спомена и Алцхаймеровата болест. Па еве слушате всушност што сакаме да слушнеме, особено ќе ни биде драго еве и на почетокот ќе потсетам да се вклучат во Црвена линија, особено оние кои што се директно засегнати и кои што кубурат да дојдат до лекот кој што им го продолжува животот. Каде ги гледате причините зошто навремено и никогаш нема доволно лекови, ниту пак се разбира болните, хронично болните имаат толку време за да чекаат. Зошто се оставени на маргините? Каде го гледате решението? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав Тина. Поздрав голем. До тебе. Да, благодарам. Поздрав до тебе и до Телма телевизија. Да ти кажам наискрено, кога нема политика морам да се уклучам. Значи толку сум засегната со ова што се случува. Значи толку ме погоди Тина и кога и слепите кога излегува на улица, јас плачев со нив, чекорев со нив и плачев, не сум ама сочувствувам со нив, сочувствувам со овие дечиња што се со дијабет тип 1, што доживотно ќе си бидат така, да кажам, неарни, како да изразам, не знам кој збор да го кажам да не сгрешам. Постојано треба да бидат на терапија, секако животот ќе им продолжи, но неопходна им е терапијата. Ќе им продолжи, Тина, но се чека, постојано се чека и долго се чека. Државава воопшто не се заинтересирани, затоа што тие што се ставени тамо, сите тие у кош, сите тие немаат душа. Малку да имаат душа, емпатија, тие ќе подразмислат. А исто така некој рече, нали смрти дека некој од нивните може би е болен, ама и да е болен некој од нивните, тие си имаат пари, ќе си набават и сензори, се ќе си набават така, за нив нема зима, ќе си одат приватно, значи толку дојде, значи до дното го додирнавме за здравството. Значи тие си направија приватни болници, они си одат кај сакаат, баш ми е гајле за обичниот човек. Ајде ќе речеш за нас, ама за дечиња, значи толку сум разочарана, веруваш или не, значи не знам дали ќе се роди некој што ќе се замисли да рече, деца треба ли да живеат или не. Така, благодарам многу за вашето вклучување и нешто на што сакам секако да обрнете внимание. Пред се да кликнете на telma.com.mk ќе бидете детално секогаш и брзо информирани, а еве и насловот на кој што би посочила да го задржите вашето внимание. Насловот е: ќе се избира најповолен понудувач за набавка на сензори за мерење шекер во крвта. Меджити ветува додека е министер, лекови нема да доцнат. Но факт е дека лековите доцнат, така да еве и ова ќе го поставиме како прашање до вас, што е поставено и на Инстаграм, заследете не таму, кликнете на денешната анкета. Дали на пратениците во собранието платата треба да им биде колку СМС пораки примиле од граѓаните, некаква таква пресметка да се направи за нив. Добар ден. Добар ден. Па еве кои се вашите одговори денес? Дали сум во Црвена линија? Да, ве слушаме. Сега вака, ова е одговор. Кажа претходната гледачка, тие си направијат приватни болници. Тие Жан Митрер, на Аđi Баде и Кристина. Па тие таму одат на лекови, како не му е страме, 80% патици и некачија. Па 80% народ е против тоа, 80% накачување на патици, господјо. Во што ја гледате причината што мораат да чекаат хронично болните пациенти? Бидејќи нивна работа е да ги набават лековите. Причината е во власта е. Значи, они лични интереси си гледат. Ама чека не ме прекинувай, господјо. Си нека тие 80% патите, па ете пари за купување на лекови. И онај алкоид, најскапи се лековите у алкоид, бе. Како не му е срамно тие Живко му кајат?
Како да е, ќе ве прекинам секогаш кога сакам да добијам од вас одговор во однос на насоките прашањата кои што ни се исклучително важни денес, а тоа е што мислите зошто хронично болните воопшто треба да се доведат во ситуација и да чекаат толку долг период и за лекови и за се она што им е неопходно да имаат, се разбира, солиден живот колку што тоа и е дозволено. Дали гледате во тоа што можеби не знаеме како треба да се работат работите, дали гледате дека се ставени можеби на маргините, дека не се приоритет, во што ги гледате причините? Тоа ни е исклучително важно да слушнеме. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Ало, добар дан. Добар ден, во црвена линија сте. Ovako, molim vas, pošto svi se žale za to, ja se žalim za aminofilin koji nema uopšte po apotekama, a hronično bolni od asme i hob. Evo, momentalno primam infuziju, nigde ne mogu da nađem aminofilin za infuziju za domašnu posetu. U bolnici imaju, ali ne primaju da budeš na dnevnoj bolnici, ne može gužva kao. A da kupim aminofilin u apotekama nigde nema. Што ви велат во апотеката, зошто го нема? Pa kaže nema, kaže izvozi se. Alo? Добро, и како ве се снаоѓате? Pa nikako, primam bezaminofilin, ali ne pomaže mi. Bila sam pre mjesec dana, snašla sam se za aminofilin, na zajam primala jedna žena tamo pa mi dala, evo sad momentalno ništa nemam, kući sam bolesna i ne mogu da primam. Apsolutno od Kumanova se javljam. I ne znam, evo sad stresno, ne mogu vazduh da dođem do vazduha, aminofilin nigde nema. Nemam pojma šta je ovo, ne znam. Od duže vreme, kaže, fabrički nema. Колку време го нема, Еве? Колку време го нема? Не е достапен. Duže vreme, evo ja 2 mjeseca nisam mogla da nađem. Prvi put kad sam primala infuziju krajem maja, evo sad opet treba mi nema. За инфузiju на aminofilin, не таблете. Така, благодарам многу за јавувањето со оглед на тоа што еве гледачката зборуваше на српски јазик. Должност ми е да преведам во кратки црти, да посочам дека еве како човек кој што е хронично болен од астма има неопходност од лек кој што веќе, како што напомена, 2 месеца го нема, кој што го прима преку инфузија. Недостапен е во ниту една аптека го нема, што значи вистинска голгота за неа од ден во ден, за да може да функционира онака како што треба. Ете, за тоа зборуваме и се разбира, ќе подсетам црвена линија денес, особено ве охрабруваме вас кои што имате еве вистински предизвик вие секојдневието да дојдете до лекот кој што живот ви значи, како се справувате, што има, што нема и каде ги гледате причините зошто е се уште невозможно да се обезбедат лекови во 21. век и да хронично болните треба да чекаат повеќе од 7 месеци. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Анака сега за диабетичарите треба потхитно да се обезбедат лекови, пошто тоа е сериозно нешто. А кога некој е под тие дејства на зголемен шекер во крвта, тоа е многу опасна работа и сегаш они треба да имаат достапен лек за нив. Тоа е срамота во 21. век да нема лек за диабетес. Второ, тука во оваа држава многу главни лекови не постојат, ги нема. Порано ги имало, сега не постојат. Ампули за стерилизација за тие капилари попуштени вени на нозете, што се аплицирале во клиниката во Кожно во Скопје. Јас бев, ми препишаа и ми рекоа дека тука ги нема. Ако ги најдете надвор. Надвор не ми го признаваат рецептот од докторката и така да не само ја и помно кој ја, поготово жените имаат тие проблеми со тие вени. Ете не можеме да ги набавиме тие ампули, со кој што сигурно ќе има ефект. Стварно има 100% ефект кога ќе се аплицираат. Второ, естрадиол ампули удржава не постојат. Никаде ги нема, никој не ги произведува затоа што беа многу ефтини. Порано ги произведуваше Галеника, беа околу 100 денари тука ампула, а 30 денари у Србија. Јас си ги купував тамо, сега ги нема. И се труат луѓето со таблети,
за 7 дена една инекција е доволна, а за 7 дена треба да се испијат 60 таблети. Тоа е стварно оптеретување на организмот. Благодарам многу за вашето јавување и тоа што споделивте со што се соочувате вие и која е вашата неопходност и навистина е изненадувачки да во ова време на не само развој на технологија и безбројни можности да биде се достапно каде и да се наоѓа на планетата, ние се соочуваме со факт да имаме недостиг од основни лекови кои што и tekako ги има и во соседството и достапни се за нивните граѓани. Каде ја гледате причината и секако би сакале да слушнеме и од вас дали на пратениците во собранието платата треба да им се одредува во однос на тоа колку SMS пораки примиле од граѓаните. Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Поздрав, Тимчето. Голем поздрав и до вас. Гледам со месец, а никако да се слушнеме. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Па за темава. Сакав да кажам пратениците. Па да, во пратениците. Затоа што сите болни, сите хендикепирани со хендикеп, дали слепи, дали инвалиди, дали шекераши, сите излегуваат на гласање, а од кога ќе гласаме, после више ги немат пратениците за тие што гласале, за гласачите. А што кажа претходната гледачка, греота е да помислат на дечињата што се болни. Еве и сопругот мој е шекераш, никогаш не кога да појдеме да земеме инсулини, ајде инсулините некако ги имат, ленти немаме, игли немаме, ние каде? Каде да одиме, ни се кажува дека бесплатно здравство е. Каде е бесплатното здравство? Значи, оние лекови, оние лекарства што сте по аптеките, во времето, јас сум 600 годиште, во времето имавме една аптека во градот, сите не снабдуваше. Сега 15-20 можда сте, во аптека викат го немат, лекот го немат на рецепта, а го имат приватно. Значи, го гледаме лекот. Што е тоа, во која држава ние живееме? Прашуваме, имаме пријатели Германија, Швајцарија, кажуваат дека не е вака како во Македонија. Што сме ние македончињата? Значи, ние сме потрошен материјал. Греота се дечињата. Значи, дали има малце совест? 87%, значи тоа е страшно. Така, благодарам многу, еве, и вие што ја раскажавте вашата приказна, со што се соочувате, секако продолжете да не следите, за да слушаме што ќе кажат понатаму гледачите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Здраво. Здраво. Види вака, нешто на зборот бесплатно, значи да нема платно. Прашање е платно нема, затоа е бесплатно, инако не дека без пари, него бесплатно. Да, кој сватил, иначе господјата што ви кажа дека тоа иде апчињата преку фондот Прену Косово, ида таму се распределуваат лекарствата, па после наши луѓе идат таму од приватно ги купуваат за дебели пари. Тоа е цела математика, значи имаме мафија у здравството, и тоа голема, тргајќи од фондот, тргајќи од сите тие таму фирми кои се овластени возници на медицински лекови. Значи, и нормално ствари владата. Значи, владата воопшто не е невина. Значи, но она е една од најинволвираните у сето ова што се случува со овие лекарства. Значи, луѓето според закон, пропис, некој таму здравствен, треба да ги добиваат тие помагала за шекераши, што се, а они не ги добиваат, едино само инсулин им даваат, другото снајди се. И скупуваат, дека година дена имам чуено дека купуваат од свој джеп и некаде околу 2000 дарки само за тоа одвајаат. А ева и ова сакам да ве прашам, дали на пратениците во собранието платата треба да им се одредува колку SMS пораки примиле од граѓаните? Ќе примат, бидете сигурни, ја прв ќе им вртам. Поздрав предно. Поздрав, благодарам што еве завртевте во црвена линија. Одиме понатаму, пред да го вклучиме гледачот, еве ќе подсетиме од веста што истакна министерот Меджити, дека тие имаат целосно разбирање за ситуацијата во која се наоѓаат лицата со диабетес во земјава и максимално се заложуваат актуелните предизвици да бидат надминати.
правиме се во наша мок што побрзо да се завршат правните процедури кои како институција мора да ги почитуваме. Како што веќе во неколку наврати информиравме, во моментот течат жалбените постапки на набавката на ленти, процедура која не зависи од Министерството. Доколку второстепена комисија одбие жалбата, веднаш ќе се пристапи кон склучување на договорот за набавка на ленти и глукометри за пациенти со тип 1 и тип 2. Еве, како ја коментирате и оваа изјава? Факт е дека времето е се за хронично болните. Болеста не може да чека и не може да има разбирање за процедурите и нели правните лавиринти за да се дојде до она што им е неопходно на пациентите. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Ги слушав сите овие коментари, потполно се сложувам со сите. Сите сме некако изгледа болна генерација, нешто незадоволни сме од здравството, бидејќи знаеме како функционира. Знаеме како функционира здравството. Јас сум тежок реуматичен болен. Се соочувам со истата ситуација. Лекови нема. Лекот арава, што треба да го примам, препишан од ревматолог, овдека го нема. Го зимаме, децава ми го набавуваат од Бугарија, сега го нема ни во Бугарија. Јас сум без терапија. Бркам работа нешто преку Грчка, некој ако има да ми најде. Ниту Албанија го има, ниту не идеш едно кутивче, а јас треба едно кутивче месечно да се напијам, да не ми прогресира болеста. Исто поврзано со реумата, идам на контрола, ми викаат, немаме формулар, треба да ве пуштиме на тераписко лечење на бања, немаме формулари. Ве молам да нема формулари, да ми подпише, за да одам на бања и банско лечење. И се што се купува, лекови купувам за пари. Лично ова 1200 денари ја работа. Сега порачки, успеав 2 кутии, еве имам роднини во Грчка на одмор, ќе ми донесат 2 кутии, 2 месеца, што правам уште 10. Ке излезете ли на протест? Кај да излезам, 70 години сум за кревет сум врзана. Како нема би протестирала, зошто да не? Ама не можам да одам. Јас едва се движам со реума, кај можам толку да стојам? Како? Добро, еве уште анкетата дали на пратениците во собранието платата треба да им се одредува колку СМС пораки примиле од граѓаните. Ма на нив не се им е многу тоа, како не треба. Треба све да им се одредува и да им се намалува. И да им се намалува. Благодарам многу, еве, што споделивте вашата лична голгота и секако ви посакуваме целата редакција да имате што поскоро достапни лекови, она што ви е неопходно и да не останете во добро здрави. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Вака, прво да ви одговорам на вашето анкетно прашање. Не мислам дека за примена или одговорење СМС порака, него мислам дека нашето собрание треба да воведе пракса пратенички прашања до пратениците од страна на нас граѓаните и врз основа на успешно одговорени, така да им се одредува плата. Тоа е прво. Друго, што се однесува до... Ние сме земја која немаме апсолутно никаква стратегија во ништо во здравството ич. Најголемите пари нас ни одат за лекување на последиците место во превентивата. Никој не размислува дека ако еден диабетичар, едно дете нема навреме терапија, му прети слепило. И потоа станува од 1-2, од 2-3 проблеми. Ете таму одат парите. Едноставно, никаква стратегија нема за ништо и ние цел живот даваме пари за погрешни политики. И за тоа никој не одговара. Тоа е она најтрагичното. Тие се сеќаваат на проблемите во здравство, за, да речем, за грижа за стари, за инвалиди, само кога нешто лично нив ќе ги, да речем, таргетира или ќе ги дотакни и тогаш ќе кажат, оти ова не е вака, ова не треба да биде вака. Дали не е срамота во 21. век ние, како најсиромашна држава на Балкан, плаќаме најскапи лекови? Еве ви еден пример. Едно пакување зилт во Република Македонија кошта 510 денари, во Србија кошта 300. Лекот... Така, одлично, благодарам еве што направивте една паралела и ќе потсетам дека ве дадовте и насока понатаму каде и да што да дополниме во дискусијата, особено тоа дали ние веќе закажуваме
онаму каде што треба да се превенира, па превенцијата всушност подоцна се комплицира и потоа повеќе пари треба да се дадат кога ќе ескалира состојбата на пациентите. Како и да е, дали ние воопшто имаме и стратегија на подобро да се спречи отколку да се лечи. Како и да е, 21 век е, на поведок е и вештачката интелигенција, а еве во Македонија хронично болните кубурати чекаат дури до 7 месеци за лекарствата и препаратите што им се неопходни за да имаат нормално секојдневие, кое што е апсолутно возможно доколку сето тоа што им е неопходно го имаат. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Благодарам. Па вака, прво сум диабетичар, користам инсулин, меѓутоа инсулин некако се снаоѓаме, меѓутоа ленти, и, значи, мисле на именка, не сум, можда 4-5 месеца немаме. Се снаоѓаме, се позајмуваме, купуваме датека и така. Меѓутоа, значи, лично јас, мојата замерка, сите оние кои што работат во здравството, кои што се одговорни да ги има овие лекарства, прво тие знаат дека тој тендер трае од таа дата до таа дата. Дали треба да чекат да помине тендер, времето на тој тендер, па после да распиша тендер. Па кога веќе се знае дека тој тендер трае 2 години или 3 години, пред да истече, значи тие 3 години да речам, зашто не го обнова на време? Да може на време да се набави, значи тој тендер да се обнови, да може лекарствата да ги добиеме на време. Затоа што здравјето не чека тендери. Нас одиме тамо и ни викат стрпете се. Ама што да се стрпам? Треба да се боцнам во одреден период. Треба да ставам одреден број на единици инсулин. Како да ги ставам кога немам? Дури и проблем е и иглите. Немаме ни игли. Една игла ја користиме, можда месец дена и повеќе ја користиме. Стварно некој не се ја обавува работата, не се интересира за здравјето на луѓето, а сакаат од нас ние секогаш да го заокружиме нивното. Благодарам многу, еве, што споделивте какво е вашето лично искуство и тоа на што денес навистина очекуваме во Црвена линија, директно од оние кои што се соочуваат со овој проблем и со било каков се разбира недостиг на лекови, она што им е неопходно да имаат здраво и издржливо секојдневие. Слободно завртете го нашиот број. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, ве мола. Да, еве што ти кажам јас. Значи, од разбирањето на министерот, луѓето не се лекуваат. Министерот нема време да се заврши работата, а не што има потреба да ме разбира, дали ми треба или не ми треба. Треба да го набави лекот. Јас, фала Богу, немам потреба никакви лекови, уште барем за сега. Меѓутоа, сакам да кажам. Овие луѓе што се јавуваат, не се јавуваат што им јарно. Значи, ај тоа Министерство таму за здравство нека се затвори и нека се отвори нешто попаметно, да речеме. Нека земе мукаето да ја направи работава како што треба. Прво. Второ, во времето на Груевски луѓе, стариве, барем пензионери, идеја на бања бесплатно. Што остана од тоа? Бањите остана. Ама ни бесплатно, ни со платно, што рече гледате пред малку. Значи, што правиме? Ова власт не е добра. И не знам зашто не си оди, што чека. Луѓе го умираат. Имаме разбирање. Не е проблем, почекајте. Абе, што да чекам на автобуска? Ние не идеме на автобуска, идеме пред Министерството. Значи, не чини нешто то. Тендери, жалбени, глупости. Што е таа работа, жалбени тендери? Мене не ми е јасно. Овие неписмени нека си одат. Нека си одат неписмени, да дојде влада да може да наопре да јадеме леп на рад. Од овие не бива ништо. Толку имам да кажам. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден, Македонија. Еве, што ќе кажете, дали на пратениците во собранието платата треба да им се одредува, колку СМС пораки примиле од граѓаните? Нема врска тоа, туку колку се вложиле за Македонија, за цел народ во Македонија. Сега некои што 4 години еднаш нема да влезат на седмица, а земаат секој месец платат и не заслужуваат ништо. Ни патни трошоци, пошто никогаш не биле на седмица, никогаш не зборувале на говорница, а земаат
некои се по 20 години пратеници од ДУИ, а уста не отвориле на парламент. А и друго да кажеме, мислам дека овие 6 години, 7, па и пред тоа кога беше СДС на власт, вистина ова е живот за сите. Ова животот толку е загарантиран и на деца болни, и на сите, и од ковид, и од цистична фиброза. Абе, луѓе, значи, цвета, ама јас мразам луѓе. Ова влада ги сака сите македонци, ги сака сите луѓе. И ова влада не води напред кон Европа. Сега дека нема лекови за деца, не е важно то. Дека нема фабрики, дека е пустош и банкрот на секаде, не е важно. Ама ние чекориме напред кон Европа. Поред една вчерашна, што сакаше бугари дома ти се насела. Ама еве во Европа има лекови, во Европа има лекови достапни, дури и се чудат зошто кај нас нема. Во Европа има народи кои си сакаат својата држава и власт која сака својата држава. Кај нас имаме власт терористичка и Ете се употреби зборот. Ве молам, добро ви одеше, зошто употребувате погрдни зборови? Верувајте ми, знаете, имате пракса, се јавувате во црвена линија. Се може да се каже, како и гледачите досега кои што се вклучија во голем број, значи не мора да се користат навредливи и погрдни зборови. Тоа е факт затоа што може да не гледаат и дечиња. Ете, таа малолетна публика, црвена линија е намената за сите возрасти. Така да, ете, може би некој дете случајно следи зошто да слуша погрдни зборови. А сега кога ќе ја испратите пораката и ќе ја кажете поентата и без да бидете навредливи во говорот, и да има говор на омраза и насилство. Знаете точно на што мислам. Тоа е нашата етика и правилата на црвена линија. Благодарам секако уште еднаш за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ева, дали протестите и СРС пораки, ништо не те спасува. Тоа џабе се зборуваме, па нити за нивните плати. Еве зашто. Ако тале од Прилеп толку ја вреѓаше оваа влада, јас многу ќе ја пофалам оваа влада. Многу ја пофалувам оваа влада, ова што го работи. Зошто? Точно знај дека се ќе расум, точно знај дека ние ни ќе мрдниме од дома и вака ќе се препокуваме преку телевизија. Оценила дека сме ние слаб народ и може да прави што сака. И честитам да ова влада. Ја само ќе ве охрабрам и ќе ви дадеме, се извинувам, дали ме слушате, ќе ви дадеме и секунди плюс, бидејќи ќе ве прекинам, но еве и ќе ве охрабрам да ви кажам дека и како ја гледа црвена линија, па по некои издание има и реакции, соодветно се реагира. Затоа да ние барем не ги подценуваме ниту гледачите, ниту граѓаните. Слободно говорете на каква мака сте изложени со оглед на тоа што сте директно засегнати од овој проблем. Го ресетираме и тајмерот за вас. Еве, повелете. Еве кажав, со сите што се јавија, и јас сум чеќес, истите судбини ги делат. Меѓутоа, што ќе се повторува? Сепак ќе кажам, што точно преценила дека не сме за ништо способни. За ништо не сме способни да се обединиме ние македонците и да се дружиме и да речеме доста е од оваа влада. Сепак, ова е чудо невидено. Тие нема обзир во живото си, с големија платата 78%, ние ќе умираме и болни, и да не бројувам кој умре заради лекој, и што поќе да кажувам. Веќе ќе станам досаден. Не, а како еве се снаоѓате? Како се снаоѓате лично? Само можам да се извршам харикири, а кој знај харикири да се извршам самио и да се куртулам од живото и од оваа власт што не води. Друго ништо не ми треба. Не дека ината ќе ви мислите подобро ќе биде. Не. Ние сме научени. Овде треба нова некоја партија, нови дечки, нови млади дечки, што ќе ја сватат работата. Едните со другите очите да си имаат. Што да зборувам, кој ќе сватитме 30 години. Ние продадо најголемите партии, ние продадо Македонија на други партии. Така, големо благодарам за вашето вклучување. Продолжуваме со вас. Гледачи, повелете, црвена линија исклучително е отворена за вас и вашите проблеми, што се однесува до темата за која што говориме.
Добар ден. Добар ден. Повелете. Да, видите, кога беше ВМРО Коплука по небе, имаше режим, собира за Тамара, колко се собира. Сега не се кадър на едно дете да дадат пари да одат да се лече. Ромчето умре, други умре, пълно деца немат лекарства, от чекерча се болни децата они, а они за не имат. Каде е та позитивна листа? Ако викат режим беше, имаше безплатни, без пари и прегледи, и лекови, и книги за ученици. А сега шо има? Шо има? Верувай, отиде се байде на лекар, за да си прегледам окото 600 кусур динара ми взема лекар приватен. 600 кусур. Рачунете 300 динара таксито, колко е? Ядарка. А за 12.000 пензии шо да вземат? Па нека се чукну влаза, доста се отвели taj премиерът, доста се фали. Не ли го е срам кой излезе па се фале? Шо се фале? Закопаги народа, не режим, тортура е во, тортура. Во нема го никъде. Пензионерите душа се искара, извършители къста я цитат на луѓето. Воли държава. У 12 сата додам да взимам лекарства. Детето го гледайте со шикер. Па го нема никъде бе бое срамота. Ме чуде защо от Западна Македония нема луѓе да се явуват. Само има лекарства. Кои директори се на фондов за здравство? Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Дали сум јас на линија? Да, ве слушаме, повелете. Видете се. Дали процесите на ран се пораките за едите начите до лек? Видите, лекоите не ги набавуван ги влада, то има дрогери кои тие лекои ги набавува. Ако се лекоите прилично скапи и не се трошат, тие не можат да ги набават тие дрогери, за да можат тие лекои да бидат кај нас. Владата не може да му нареди, вие наредите ваков лек, да има лекови за накои. Да има лекови за да може граѓани да ги купува. Оние лекови што ги потребуваме или што се потребни за граѓаните, сите дрогери ги има. Пораките, овие се процесите е джабе против владата. Овие сите гледам кукаа против владата. Како владата да рече дека треба да му набави на некој лек да се лечи. А човеко... Набавката оди преку тендери, еве, доколку вие треба да чекате... Тендерите сега го се разпишени, ако повара секој еден тендер, влада ќе му одобри. Како не може влада да му одобри, ако повара некој дека може да набави лек? Било за овие и некои опасни болести, како што е кавка или некои други опасни болести, што се, тие се скапи лекови. И тоа некој треба да го плати, да го онакој владата не е должна. А колку чини, еве, според вас, колку чини еден човечки живот? Човекот зависи од себе си. Тој треба да се води сметка. Секој еден граѓанин треба да води сметка сам за себе. Добре, ве слушнавте што кажа гледачот, продолжуваме по него. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до телевизијата ваша. Поздрав и до вас секако. Ја ги истом во таа категорија, сум и ги поддржувам овие што диабетичарите. И би требало да има повише лекови што повргу да тоа да се направи. Ама медитира нешто друго. Она е манастирскиот питаш од Прилеп Тале, што нон-стоп е секој стално се јавуват, треба мало да го скинете више. Многу вреđа. Ние никогаш нема да го направиме тоа, затоа што не можеме така да ги скинуваме гледачите на барање на гледачите. Секој си има своји идеали, свој она. А еве, зошто всушност се случува да во 21. век треба да се чека толку долго на лекови? Не знаат ли да работат, не сакаат ли, што е, каде ја гледате причината? Види се што е. Сега тоа тако дојде системот. Тендер ваков. Сега кој ќе го фати тендерот побрзо, тој ќе добие. И се чека на тоа. Значи, треба тоа побрза постапка, лек е, не е нешто друго. Ајде е нешто друго, ама кога е во прашање здравјето, че леко треба што побрзо да се набави.
Така, еве на анкетното прашање дали на пратениците во собранието платата да им биде, треба да им биде колку СМС пораки примиле од граѓаните? Ја да сум пратеник, ја би излегол сега пред собрание и би протестирал да ми... Заедно со нив, одлично. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме, апсолутна предност имате вие во овој момент. Секако дискусијата можете да се ја продолжите и на Facebook Црвена линија, ќе ве посетам на Twitter, да дадете свој одговор на денешната анкета на Instagram и секако таму и лајкнување, и шернување, и коментирање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се слушаме? Да, повелете. Видете вака. Не смееме да дискутираме за здравството, ама ништо. Зошто ќе го кажам то? Има пациент, има доктор, лекар. Се разболувам, лекарот утврдува и ме праќа вратите отворени. Не смее да се кажи дека нема лек, дека нема третман, дека не може да се испрати кај што треба, ако треба и во странство. Каква е таа дискусија? Тендерашите ова го прават. Тие со парите шурат натамо навамо. Во која држава дискутираат дали човеков треба да зема лекарства или не треба? Слушам таму им пишуваат секој месец, па не стигнало, па немало во аптеките. Абе, што го занимавате народот, бе? Човекот треба, болен е болен, му треба лекарства, одиш аптека, си земаш и готово, напишано, сторено. Но што личи ова? Се разболел, чекај, нема место. Термин не си закажал. Ми чекај, нека умри, па терминот ќе дојди после умирачката. Како не се страмат, по која држава го има ова? Ќе збираат луѓето, некој да нема пари, не може да го прати во странство, ај ќе збираме пари. А овие тентерашиве, нека си качат по 3000 евра плата, пустошат со тие набавки, трошоци, економски директори, се и се што пикат. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме? Да, повелете. Епа вака сега ќе кажам. Ние направивме еден договор преку Малмет за да може лековите да ги користи Косово. Сега, одите ви у Косово да видите дали таму нема лекарства, а кај нас има. Значи и сега направија друг договор, тука да се може да се лекуваат луѓето од Косово, за нив секој пат има, за нас нема. Ќе видите што се прави веќе овдека. Значи ти кога правиш еден таков договор, не гледаш прво за својата држава, за својот народ, значи, што сакате понатака? Тоа Малметот кој се направи, еве сега се случи ова. Тоа ти се лекарствата, каде идат и што одат, и тега тендери. На какви тендери? Тендер се прави пред да заврши лекот, се знае од кога, колку, како. Тие таму луѓе што работат, што седат. Тие се за тоа платени. Или овие со приватниве дипломи се многу паметни. И сега ја вака му прават на народот. Ке направиме ова, ке направиме. Плаќате вие здравство и сте плаќале вие пензионерите 40 години здравство и сега вашите пари нигде ги нема, ги користи некој друг. Ова е невидена срамота и злоупотреба на човечки живот. Ова е злоупотреба на човечки живот. Јас сум имала вака и во Југославија проблем. Мајка ми беше 28 години, сум идала, сум чекала редици, среќа што можев ја, па искаче од работа и свет идам да чекам редици да зимам. Ова го имаше и порано, меѓутоа не беше тогаш вака јавно, не можеше никој нигде да каже дека све, мораше да каже дека све е розово. Затоа кај нас е вака, затоа што... Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди, но може репети. Големо благодарам и вам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија. Добар ден, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Така, во цел, на краја претходната ја поддржувам затоа што на вистина се има во Косово и дури еве што направивме, да речеме, дури треба да и лечиме ние од Косово што плаќавме толку години, 40 години здравство. Нормално е тоа за мене. Нормално е тоа што го прави оваа влада. Зошто? Затоа што ова зависи од и друг не управува. Тие како ќе речат ќе биде така. Ќе биде така. Ние онака 30 години си ја продаваме државата на трети партии. Си ја продадовме. Шо да ми е сега чудно?
Гледате, вие се јавува, гледаш и кажува, усметал Талија, ми зборувај си за себе. Што вие гајле Талија што ќе зборува? Зборувај, зошто не кажи, или еве не мора, тој јас кажувам. Што треба да има за лекарства? Не ми е нормално јас да набавувам лекарства на тендери, бидејќи сум шеќераш. Тоа треба да е под капата на државата и крај завршува целата приказна. Меѓутоа, пак ќе кажам, свести се македонски народ командува овдеки. И зато вака ќе ни изгледа. Зато ќе ни изгледа вака. Ќе си седиме дома и ќе си кажуваме приказни. Седете си дома. Браво за ова влада. Ја поздравувам ова влада се што работи. Само ние да се седиме. Дори имаме на незгодна ситуација каде што велам за нас македонците 20 луѓе се криви по наводници. 90 секунди и ќе посетам. Внимавајте само на тајмерот. Добар ден. Добар ден, Тина, поздрав до тебе. Голем поздрав и до вас, повелете. Па трагично што вие што го напаѓаат Тале е поинтелигентен од 99% тие што го напаѓаат и све што кажува е вистина. И сега вистината ги боли, мене ми е јасно зашто го напаѓаат. Сега, бидејќи Тале не ни е предмет на дискусија, ве молам... И сега истите тие сами си докажуваат дека немаат поима како функционира набавката на лекови. Дека тоа иде преку фондот за здравство, ние плаќаме со години за здравствено осигурување, тука спаѓа и набавката на лекови и директно е одговорна владата и за листите приоритетни што се за лекови што ќе одат на листа, владата ги одредува тие листи, владата одредува кои лекови ќе се купуваат, значи не е дрогериите. Значи директно е одговорна владата да обезбеди лекови навремено. Значи не се за набавка на учебниците, не се книжарниците задолжени, истата приказна е. И за лековите. Ама луѓе не знаат, гледаш, тоа во Македонија имаме такви типови и затоа ова ни се случува. 1/3 од населението ние со осмодление и надолу. И што очекуваме ние? Подобра држава од ова. Убаво, значи, ни прават и дури имаме таков народ, тоа ќе ни се случува. Еве, дали на пратениците во собранието платата треба да им се одредува во однос на тоа колку СМС пораки примиле од граѓаните? Па видиш, платата и не е некоја плата да речеш за такви функции, ниска е платата на другите вработени. Така, добро, благодарам многу за тоа што еве со јавноста го споделивте вашиот став. И уште еднаш ќе ве потсетам секако на tilma.com.mk да кликнете и да се задржите на овој наслов особено, а тоа е дека ќе се избира најповолен понудувач за набавка на сензори за мерење шеќер во крвта. Меѓутоа ветува додека е министер лекови нема да доцнат. Меѓу другото, тој на представниците на Сојузот на Сдруженија на диабетичари му објасни дека откако ќе стигне решението од второстепена комисија при државна комисија по жалби за јавни набавки, одлуката станува конечна, пошто веднаш ќе биде склучен договорот за набавка на ленти и глукометри за тип 1 и тип 2. И во најбрз можен рок ќе се почне со распределба на во инсулинските аптеки. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Министеркава за труд и социјална политика уште одма да се даде оставка неотповиклива. За екзекуторов на здравство, тој ќе треба да одговара и кривично. Тој работа таму, каже една гледачка, се знае лековите кога треба да дојдат, дека нема, дека треба да се набават. Што прават тие таму? Геноцид прават през македонскиот народ, албанскава партија ДУИ. Ама од болеста не бира по национално. Знаете дека меѓу сите етнички заедници има болни. Тоа зборам. Значи, геноцид се прави со било што. Еве се Струмица ќе се иселува народот. Катастрофа ова рече ќе се загади таму. Еколошка катастрофа. Со депонија на Уструга, со расче што се прави. На секој начин гледаат народов да испоумри и да испобега од овде да доминираат албанциве. Подхитно и ово да се... според вас, зошто се чека толку долго? Па еве ви кажав, за што поише да умре народ? Геноцид се прави.
Што поиш? Во ред. Благодарам за јавувањето и одиме со уште еден гледаш. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да ви кажам, многу убаво кажа господинот сега пред мене. Тоа е тоа. Значи сите гледаме како да се правиме дека не гледаме. Значи гледаме кој што прави, како прави. Значи не смееме да спомнеме националност, а за македонците може све да се каже, меѓутоа ние ако спомнеме... Ама кажете ми дали еве диабетесот бира по националност, вемо? Ма не бира по националност, ја ви кажем дека сум имала, мајка ми 28 години беше диабетичар. Имам што све непреживеано и кома и реки. Па лекови нема за никој, затоа зборуваме. Да ви кажам, меѓутоа секој пат имало кој има врска непотизам и немој да ме убедувате. Значи не се бира, меѓутоа непотизмот. Сега кои се главни тука, тие да не сакам, ајде да кои стојат на тие работни функции, кои се главни, од која нација, што и како непотизам. Секој влече за себе. Ете Малнечо го направива. Зашто во Косово да има све? Значи немојте сега да бидеме Ама болните сметате дека им е полесно до Косово да одат еве? Во болница човекот го носат на операција и ми вика, човекот на операција оставаат ливче, оди да ги купиш тие инекции и во таа и таа апотека. Идам ги купувам една инекција 50 евра. А дали ја имам во моментот или немам, што да ви кажам? А човекот е на операција, што ми скочи треба да ги прими. Значи, ајде сега кажете ми го ова, објаснете ми го. Значи, јас кажувам лично искуство, не измислувам ништо. Значи, лично искуство кажувам. Така да овдека еве баш и бузвук и да ви кажам стварно непотизам. Еве друг. Така, добро, благодарам многу за вашето јавување и дојде времето веќе да ги спомнеме рекламите. По рекламите, како и секогаш прочем, е времето кога ќе ги соопштиме резултатите, како се искажа Инстаграмџи во однос на анкетното прашање за денес. За следете на Инстаграм и веќе од понеделник бидете дел од ова семејство и учествувате активно во секоја наредна анкета на Црвена линија. А на прашањето денес дали на пратениците во собранието платата да им се одредува колку СМС пораки примиле од граѓаните, со 77% одговорија со да, а само 23% одговорија со не. Јас ќе кажам и големо благодарам, се разбира, на сите вас кои што земавте учество и се вклучивте во денешното издание на Црвена линија. На сите оние кои што се дел од оваа приказна за која што зборувавме денес во Црвена линија, ви посакувам никогаш повеќе да не бидете изложени на ваква голгота, се да биде лесно достапно и секако да ми останете сите вие во добро здравје. Имате прекрасна, тоа ви гарантирам, филмска програма на Телма. Жешко е времето, чувајте си го здравето, чувајте се себе си и уживајте со програмата на Телма. Довидување од мене.